Почитувани, добро дојдовте во вечерашното издание на емисијата За или Против. Веќе цела недела никој од нас не се поздравува ниту со добра вечер, ниту со добро утро, ниту пак со добар ден, бидејќи за жал на никому не му е ниту добро утрото, ниту добар денот, ниту добра вечерта. Но ние како телевизија мораме да бидеме тука, да работиме и да ви ги споделуваме информациите на времено, токму затоа уште неделата телевизија Алфа имаше и отворени студија. Низ различните емисии, па и отворени студија поминаа различни експерти, меѓу кои дури и психолози и свештени лица, со цел да ни помогнат на сите нас малку полесно да ги поминеме овие тешки денови и да ја пребродиме оваа тага која што колективно сите ние ја чувствуваме. Вечерва продолжуваме со емисијата, ќе анализираме она што се случи во неделата 16 март од повеќе аспекти, бидејќи денес имаше, само овој ден имаше неколку пресконференции со доста нови информации, па вечерва ќе ги комуницирам сите тие заедно со вечерашниот гостин Александар Ристевски, аналитичар, колумнист, со кој што многу често сме разговарале на различни теми, меѓутоа денес разговараме и за една ваква тажна тема. Без добар ден или добро вечер, Анастасија. Тежок период, што да се каже, изминативе 5-6 дена, навистина луѓето губат волја за било што. Јас, како што напомена, изминатите денови имаше отворени студија и се, почнувајќи јас како некој личен приказ, да кажем, како го преживеав и доживеав, ко за чудо, иако беше недела наутро, јас се разбудив несвојствено за мене рано, уште по 6 часот, и кога видов надпис за тоа што се случило, се уште не ми се веруваше. Денот, барем јас од некоја лична гледна точка го поминав исклучително лошо, траурно и нервозно. Вие почнавте дента како телевизија Алфа, имавте отворено студио. Една друга национална телевизија мене ме побара, јас тоа го пишав и во колумна пред 2 дена, не знам ни самиот како се прибрав, како се созадов, да се облечам и да се појавам пред камери. Верувајте, еден од најтешките јавни настапи во животот што сум го имал. Благодарност таму и до новинарот и до луѓето во позади камерите. Јас како се чувствував, предпоставам, ако пола од тоа било чувство што го имали другите луѓе, не знам, едноставно тешко е. Знаете како, ова е нешто што ни се удира од глава на сите ние, вака, барем јас ке се ставам во тие што стално коментирале или префрлале или давале коментари како не треба. И нас не зафати една општествена болест на релативизирање. Јас од такт се вадам кога ќе видам обичен народ кој се жали од нешто, а го користи терминот се снашол за некој. Абе, пушти го се снашол. Или кјути си. Од кјути си, од се снашол и од сето тоа што го правиме, ни се случи се во ова. Негрижа, немарност, непочитување на стандарди. И тоа е во секој аспект. Секојдневно, и ти, и јас, и сите овде што сме, се движиме во сообраќајот. Јас пред малку надвор од студиото ти кажа, секојдневно полицијата запира луѓе во сообраќајот и пишува казни. Ајде да сватиш казна за пребрзо возење, ајде за неправилно паркирање, ајде за возење под дејство на алкохол. Тоа е нешто што е, да кажеме, олицетворение на тоа што се кај, или возење со држење мобилен во раката или не знам, некористење појас. Вие приметувате ли дека на 1000 казнати, дека 150 до 200 редовно сите казнати се луѓе кои возат и се во сообраќајот без возачки дозволи? Александар, јас ово не сум го споделила, бидејќи имав минатиот петок друга емисија, меѓутоа петокот кога доаѓав на работа, 2 автомобили возеа во спротивна насока и беше се случи. Сега тоа ни се случи. Толку брзо се случи што јас немав можност да ги запаметам, да ги запишам. Анастасија, сега тоа ни се случи. 2 пати во рок од 5 минути. Сега. И то знаете каде овде ке клучката? Да. Значи возеа во спротивен правец, јас не знаев, прв пат ми се случува тоа. Среќа брзо изреагирав и толку брзо се случуваше што не можев ни регистрацијата за да го пријавам дека вози во спротивен правец. Можеби некој друг бил по... Сега ни се случи. Сега тоа е тоа што го зборуваме. Значи, ние имаме... Како стигнавме, како дозволивме да не се случи трагедијата во Кочани, бидејќи ова е кулминација на нешто што се таложало, сме го игнорирале и не се превземало од, да речеме, самостојно. Ја памтите пухалната фраза пред 2-3 години, како до сега?
Како теравме? Тоа као до сега. Значи исто, функционира. Ние се доведовме во една ситуација да не почитуваме закон за ништо. На крајот на криштата, начинот на кој ние формираме влади неретко нема врска со закон, со договори, било што. Ние имаме, најголемата во моментот опозицијска партија, не е сада само него дуи на некој начин, со неговата коалиција, тие викаат ние победивме. А пред само 6 месеци, кога јас одев на дебати со одредени перјаници или ними гласноговорници, знаете што мене ми вика во дебати? Кој има 61, тој прави влада. Како вие победивте? Еден е победник. Прво имаш победник, коалиција или партија која освојува најмногу број на пратеници, еден победник. Втори победници се тие што ќе стигнат, како беше, до 61. Ние имаме една виртуелна форма каде што измислуваме категории, победник во блок, победник во... Не постои такво нешто. И ние, пошто измислуваме некои имагинарни категории, во кои се трудиме да живееме, тие ги пренесуваме како реалност. Како реалност за сите, нели? Балансер, квоти, јазик, употреба, наши, ваши пари, проекти се конкурира во одредена област, да кажеме, и вика нашите, ама нема ваши, наши. Или исполнуваш услови, или не исполнуваш. Јас сум имал тој проблем во животот да бидам во некои комисии пред 10 години, кај што се одлучувало за одредени проекти, и ти доаѓа некој и ти вика од 50 проекти 10-15 треба да се наши. Нема ваши наши. Ако не исполнува услови, не може да пројде. И ние се навикнавме да водиме некаква, дури тоа не е ни консензуална демократија, лажна демократија. Не е демократија, едноставно тоа е племенски договор. Ние почнете уште од 2001 како функциониравме. Ние имаме нешто измислен модел кој нигде во свет не функционира, се вика лидерска средба. Каква е таа лидерска? 2 од вашите, 2 од нашите се договараат. Тоа зошто имаме собрание? Која е поентата на постоење на собрание? Тоаш ти го ништи собранието. Ти имаш 3 столба на власта. Извршна, судска и законодавна. И потогаш, ако се договара 4 луѓе, тоа ајде да направиме кралство, царство, да направиме пашалаци, па секој пашалак, да направиме, не знам, да смислиме некој концепт, тоа нема поента, се губи поентата на парламентарна демократија. Имаш ситуации каде што имаш председател и ти викаш, па тој не може да одлучи. Како не може да одлучи? Председателот е единствен кој има директен легитимитет како личност, персона, како интегритет, кој го влечи директно од граѓаните. И ние успеавме низ годините да релативизираме се. Еве ги градбите, јас на луѓе стално им викам. Каде во главен град на било која држава ви се случува вакви сподоби од објекти да имате, кај ви се случува да имате легализирани згради, еве јас општината од која јас потекнувам, каде што долги години живеев во Чаир, сега во моментот пред година-две, некој од овие истражувачки кујки беше 30 и нешто згради дивоградби. Во главен град, може би пример во Србија има во, не знам, во Ваљево, во Краљево, во Нови Пазар. Во Софија има во центар град 30 згради дивоградби. Во Белград има, во Атина има. Може има некој предградие таму Богу и за Трегери 30 км далеку. Ние се доведовме во ситуација да препуштаме се. Еве, градиме објекти кај што нема гаражни места. Ако било градено во 60 години, пеки, добро. Така, ама сега се прави тоа. Значи сега пред 3, пред 5, пред 7 години, значи тоа е актуелно. И ние дозволуваме разноразни насилници, локални фраери, локални... Еве ги кафичите, еве ги кабаре клубовите. Ќе ги продискутираме, бидејќи законски има се. Зградите, еве алармантни податоци соопшти министерот за транспорт и врски. 96 одземени лиценци. 96. Вели само 15% од фирмите исполнуваат услови. Кои имале лиценци, исполнувале услови, или тоа значи дека спроведени биле до сега се проверени 640 лиценци од вкупно 1100 и како што кажавте 97 од нив добиле лиценца, меѓутоа веќе не ги исполнуваат условите за или не ја обновиле или немаат основни критериуми исполнето. И ова легитимно е прашањето кое што на сите нас ни се наметнуло овие неколку денови, како јас да се чувствувам безбедно за сето она што било направено, бидејќи ова е пресек, ако сега не направиме нешто подобро за државата, за целокупното живење, за сигурноста, за безбедноста, назад нема. Бидејќи стигнавме, се чинам до
До зидот. До зидот назад нема. Овие се алармантни податоци. Ама верувајте, така е во секоја сфера на општественото живење. Ке се навратиме на тоа бидејќи А во образованието, а во здравството? Па еве од она што го слушавме и кога е превзедоа власта, кога де факто е превзеде новата влада, министерствата, каде што можеа да видат што внатре се случува, тука на вашето место седеле бројни министри кои што истото го кажуваа, страшно е она што го сведочиме. Очекувавме дека ќе затекнеме хаос, ама мислам дека никој не беше подготвен за она што таму го затекнале. Самиот премиер вели каде и да копнеш, па и министерот Тошковски, каде и да отвориш има сериозна корозија на системот. Има. До кога, еве го тоа е главното прашање, до кога Македонија ќе биде држава која е лесно запаллива поради корупција, личен интерес и алчност? Додека не се спроведе сериозна, храбра и одважна акција, без размислување на рейтинг, на моментален одглас во јавноста и на условно речено пискотници на некои луѓе кои очигледно се директно засегнати. Ние инсталиравме во системот еден куп, па мушки се навредам ми гајле, еден куп паразити кои имат редовни примања, имат некаков инкам и плюс се трудат да истезгарат. Ние го изфрливме мерит системот, ние се занимаваме со и така се сатанизира. Дали сте приметиле, пример, еве министер ќе стават или пратеник и ќе се фатат луѓето слепо од кај му е нешто, а никој не се фаќа за раководители на сектор, инспектори, разноразни раководители, разноразни менаџери, па и обични луѓе што имаат некаква мека мојки, да кажеме, внатре во институциите на системот. Зошто? Еве прост пример ќе ви кажам. Замислете вака хипотетичка една ситуација ќе направиме. Вие сте министер. Раководите министерство со, па еве, просечно има и по 100, има со 1000 и нешто као труди социјала големо, водите министерство со 500 луѓе. На дневна основа подпишувате 30, 50, неретко и 100 акта. Ја знам динамиката, ова затоа ви го кажам пластично, за да и обичниот народ осети што зборувам. Министерот треба да има нормално доверба, неговите служби околу него, тој кабинет кој го креира 5, 10, максимум 15 луѓе кои се околу него, кои доаѓаат и си одат, нели, као такви, работи со веќе затекнатата ситуација на поднаводници речено, некогаш одлични професионалци, велам некогаш, од друга страна има и хиени во секоја област. И сега вие, да кажеме, Анастасија, доколку сте министер, дали можете да ги прочитате 50 акта дневно? Цели, до детал, и да барате запирка. Сосема малку веројатно. Неретко се случува да има и кукавички јајца, и подметнато си се и се што. Доколку вие немате професионалци внатре, кои одговорно и доследно ги водат работите, вие самите ќе дозволите еден куп работи да ви се протнат. Го оправдува ли тоа министерот, без разлика кој иде, еве да су министер, го оправдува ли тоа министерот ако му е донесена лажна лиценца да ја подпише и ја подпише, тогаш треба да го смени системот, односно треба да ги смени тие што се под него. Негова одговорност, ако е веќе министер, тука е негова одговорност. Така е, апсолутно. Кои се луѓето, дали се адекватни, ако веќе знае дека се случува такво нешто, ако еднаш се случило, треба да има автоматски одговорност во самото министерство. Токму затоа законот се донесе, каде што државниот секретар се бира од редовите на професионалците внатре во институцијата. То порано не беше така. Неретко државниот секретар порано беше, да кажем, исто така политички. И сега државниот секретар, да знаете, структурално внатре во министерствата, државниот секретар е тој што е, да кажеме, прв внатре во структурата. Значи, тој е менаџерот на министерството. Порано се случуваше и таа функција да биде политичка. Како може да биде некој државен секретар ако доаѓа од надвор, така? Значи него му треба доста време да ја запознае со тоа. Да ги знае, меѓутоа сепак и треба да биде и министерот. Сега, второ нешто што со оваа влада се смени. Порано државните секретари неретко знаеа да бидат спротивни од министерот. Имаше внатрешни битки. Значи, пример, хипотетички, пред предходната влада, нели, на ВМРО, пример, министерот ВМРО ДПМН, државен секретар од ДУИ. Или од некоја друга партија. Па тој пример, овој тера политика владина, овој тера лична внатре во структурата. Сега со оваа влада тоа се смени, правилото е вакво. Министерот и државниот се исти, нели, од иста структура, а заменик министерот обично некој што е политички договорен, па тој е некоја супер бинго контрола внатре, да кажеме. Но како и да е,
ние заборавивме на контролните механизми. Јас во неколку гостувања имам кажано нешто многу битно. Ние во ова општество заштитни механизми имаме за се. Европски луѓе дошле кај нас, да не речам 100%, претенциозно е, 90% од работите што нас Европа не ги чека, значи ние да ги немаме оние проблеми што ги имаме со Бугарија, со Грција, со соседите, понашто ни се намеднува за джендер културата, за права на етнички заедници, што не е точно, ние сме барем за етничките заедници полиберални и по, да кажеме, ослободени од тие стеги од било која држава во Европа, ретко која може да се мери по тоа прашање со нас. Ние законски ги имаме сите одредби. Значи за се, ние имаме закони за се. Најголем проблем кај нас, знаете што е? Непримената на законите. Значи законите кои ги пишува, ние не ги применуваме. Тоа е прво нешто. И второ нешто, што имаме исклучително лоша кадровска политика. Јас многу пати сум се бунел за одредени места каде што некој без оглед дали е роднинска врска, фамилиарна, партиска или било како. Јас сум рекол, ама мора да има тестирање. Значи да, секој има шанса, дали за државата, дали во приватниот сектор да работи, и секој треба да биде ангажиран, да има што вика, не е секој способен за приватен бизнес, нели? Секој има потреба. Да си го најде своето место, своето стрејке, парче леп, што би рекле, но не можете вие на одредени места кои се стручни и одговорни, кај што треба да е најакиот, најпаметниот, најамбициозниот, да ставите само човек што има диплома. На крајот на криштата ние имавме специјално јавно обвинителство кој го водеше жена која едва е завршила факултет, таа во најдобар случај требаше, значи некој што завршил со 6,1, 6,2 просек факултет, може да би правник у фирма, нели некој документација, нешто 500 евра, 1000 евра, мала јавна набавка. Тој лик стана судија и стана после на крајот специјален јавен обвинител. Значи, понекогаш оцените во образовниот систем и детерминираат на некој начин колкаво ти е знаењето и капацитетот. Еве пример ќе кажам од моја дејност, ако е сфера на култура. Тој што има 9-ки, 10-ки, тој работи во музеи. Тој што има 6-ки, ќе работиш во водовод и нека мери водомери, нека зима добра плата, ама нема да му го даеш културното наследство на државата. Ние неретко викаме, дали има диплома, Петко? Дали Анастасија има диплома? Дојди ваму. Затоа тоа ни се случува. Ние, еве го, прост пример, високото образование. Кај котираме ние со високо образование? Добро, ние ако направиме на анализа за тоа колкав број на доктори на науки имаме тука, до сега требаше Македонија да има и тоа какво брана и на национални, и на државни интереси, и да имаме идеално судство, и да немаме вакви случаи каде што се подпишуваат лиценци, правото и правдата да бидат еднакви за сите, меѓутоа тоа не се случува. Негово право е да има звање. И во Америка има илјадници, милиони може со доктор на науки, ама не го прима на државен универзитет. Пошто тој не може меритот да го издаде. А тој, пошто сака да има... Ако веќе зборувам за квалитетот на образованието, де факто, бидејќи се отворија многу факултети, и видовме дека како завршува на некои државни универзитети, во Тетово, например... Ама не, сакам да кажам, легитимно е он да има диплома. Може он да има диплома. Поентата е што државата не воспоставува систем на вредност, пример, лиценцирање, полагање на... Аме видовме дека или самите лиценци, значи се подпишувале во приватни бироа, каде што... Тоа е проблемот. Ради тоа, некој што тие лиценци ги подпишува, треба да одговара. Значи, тука стигнаме до сршта на проблемот. Значи, диплома може да земи кој сака што сака. Ние во право и во економија имаме над 20 факултета во секоја област, државно ниво. 20. Значи, 20. И може тој да има диплома, од Штип, од Берово, од Струга на плажа да ја земи, од било каде, може да има диплома. Со таа диплома пазарот нека го оцени него дали е меродавен. Државата може дури тенденциозно, некој пример нема се согласи, барем приватниот сектор со мене, може да каже, пример, во државни институции ние примаме луѓе од државен универзитет. И што него каже, тоа е тенденциозно. Ти шум сакаш по секоја цена да купиш диплома. Штом со пари одиш негде, да платиш 1000, 2000, 3000 евра. Значи ти немаш амбиција да служиш на држава. Ти сакаш некој soft knowledge, нели, знаење да осознаеш и да се пробаш во светот. Пробај се во светот. Што се пикаш во системот на државата? Или, како да ви кажам, направите тестирање, дополнително, полагање на ова, полагање на она. Значи, воведете критериум. Јас, еве прост пример ќе ви кажам. Нашата Македонија, во сфера на финансискиот сектор, значи, пензиски систем,
осигурување, банкарски систем. Знаете што ви бара? Минимум средно школа, 18 години извадена лиценца. Лиценца се полага во центар на Скопје, се плаќа пари, одиш, учиш, книгата е волкава, камерата снима, полагаш тест, сат и пол, стискаш, положил, не положил. Јас знам барем 2 такви лиценци имам. Не може таму тато, мама, чичо да дојде. Не може да ти ја подпише Анастасија, Петко или Станко. Тестирање има, со камерите снимат, на компјутер се полага. Мораш да имаш, не знам, 70 или 80% точни одговори. Сат и пол имаш време, тоа е тоа. Дури во одредена дејност, да кажеме, имаш 3 шанси да полагаш. Трет пат ако полагаш, ти немаш право ќе полагаш. Значи, дури го ограничува факторот, значи не можеш да полагаш 15 пати, па нели, дури не положиш. И еве, значи, државата кога сака во одредени сектори кои се посериозни, кои ги смета, има начин, има модалитет, има техники како да го регулира. Прашање дали извршната власт кој во дадениот момент води, сака да создаде систем. Еве, што не кеше минатата власт? Еве, само накратко да кажам. Предходната власт што беше на ВМРО ДПМН воведе тест за интегритет и психолошки тест. Владата на Зоран Заев тоа го укина после неколку месеци. И сега директорите и носителите на функции не полагаат психолошки тест и тест за интегритет. Се стави клаузула за полагање едно, за јазици, за друго. Или држете се до едното, или не се држете. Или воспоставете критериум, или не воспоставете. Само не го играјте. Значи, кога ќе воспоставите критериум, држете се до него и нека биде слепо, и нека биде унисоно за сите. Нели потекло на имот се проверува? Супер. И стреси го провери. Ако тоа ти е тенденцијата. Ако не ти е тенденцијата, па ние, и јас и ти, сите ние гледаме на дневна основа како многу луѓе го изигруваат системот. Нели ние имавме вице-премиер што возеше кола од другар му. Тогаш ќе провериш другар му, зашто другар му дал таква кола. Јас немам другари, мене коли што ми даваат, и то скапи. Значи, проширувањето може, проверката може да се прошири, само треба да сакаме. Ние не икеме. Ние имаме антикорупцијска комисија, која предходната председателка се жалеше дека вика до нив стигнуваат барања, го создаваат, го процесуираат, не можето, они немаат истражувачка моќ. Они бараат. И добро, бара пример Да, на ограничени им се можностите каде што може. Зошто постои? Да, алармира за корупцијата која што очигледно Певел, алармирал и никој не реагирал, така? Алармирал. Кога веќе треба да работи и судско-обвинителскиот Еве го вториот проблем. Кога сме веќе кај тоа, еве, Адријана колешката е во Хочани денеска. Добро. Она информација која што ни доаѓа таму е дека 21 барање за притвор е прифатено, стануваат уште 3. Добро. Кои што ги бара, зборуваме за 30-дневен притвор и најверојатно очекуваме во текот на денот, односно до крајот на денот, ако имаме некоја нова информација до крајот на емисијата ќе ја споделам. Добро. Со вас, меѓутоа ајде да се навратиме на оно што го зборуваме. Тоа е дека 2 кривични пријави против 34 физички и 3 правни лица за тешки дела по општа сигурност и против едно лице за примање подкуп е понесено од страна на Министерството за внатрешни работи. За дискотеката, нели, односно за дискотеката Пулс и она трагедија која што се случи. Ќе дочекаме ли, како што е најавено од страна на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, брза, ефикасна и праведна истрага и судска разрешница за трагедијата во Кочани? Гледаме дека полицијата овој пат гризе, ги тера работите. Обвинителството очигледно после атакот кој му се направи и од јавноста и од извршната власт, пробува нели малце да се покрие, иако има огромно незадоволство од работењето на обвинителството, поготово да оние потврди дека голем број на случаи, нели, кои биле симпатични на некого, се чувале во фиока, се процесуирало нели по избор. Мислам дека главниот проблем во државата е тоа што има доживотен или до пензија мандат во одредени дејности. И вие рачунете, ако дојдете до некоја таква функција во обвинителство или во судство, да кажеме на 30 на 35 и 40 години, вие знаете дека сте сигурен наредните 30 години до пензија, тоа е една работа. И второ, тоа што им се декриминализира и депенализира, значи не одговараат за тоа што го прават, и тие се во една лагодна позиција, на што викат кадија те тужи, кадија те суди. И тогаш не може да очекувате, тогаш тие самите како судска власт се подложни на влијание. Самиот систем дозволил да биде подложни на влијание. Или да си најдат стопан, или некој кој работи нарачки.
да се разбереме една работа. Никој никогаш не може да го обвини цело обвинителство и никој никогаш не може да го обвини едно цело судство, севкупно, почнувајќи од основните судови до горе до уставниот. Сачуве Боже, не може. Не дај Боже да сме во такава ситуација каде што ништо не тоа функционира, тоа треба да се погубно за распуштиме да, веќе и да не и како систем и како држава, така е. Но доволно е вие да имате 10, 15 или 20% и тие да влечат ни системот предмети кај нив, па второ имате внатри во системот луѓе, пример, нели ние имавме и судење и обвинување на тема распределба на предмети. Како одредени предмети, баш се погаѓаат сека едни и исти луѓе. Значи, интересна коинциденција. Ајде да се вратиме во Кочани, ќе кажам уште нешто моја колешката Адријана и ги очекувам информациите. До сега обвинителството бараше притвор за 24 луѓе, од кои што тројца се на лекување. До сега има одобрено 21 барање за притвор. Предпоставуваме дека тука значи сите предпоставуваме освен оние кои што се на лекување, ги немаме информациите, обвинителството на крај ќе излезе со информациите, ги чекаме доколку стигнат други информации, секогаш ќе ги споделиме со вас, почитувани гледачи. Сега за 27 лица, нели, велам се бара 30-дневен притвор, односно вкупно 27, ќе ми извинат гледачите, значи за 24 се барат притвор, а тројца се на лекување. До сега за 21 е одлучено. Очекуваме да ги дознаеме информациите кој за кој луѓе е одлучено. Ако стигнат информации, ќе го прокоментираме тоа. Сега, имаме уште 7 полицајци кои што се во посебна истрага, која што ја води, нели, организиран криминал, и веќе тие им е определено на краткорочен притвор. Меѓу поранешните, сега веќе кои што се дел од истрагата, од она што веќе и денеска обвинителот го кажа дека веќе имаме истрага, се и поранешни градоначалници на Кочани, Николчо Илиев, Радко Димитровски и градоначалникот во оставка Љупчо Папасов. Да. Ова е прв пат од она што ќе се согласиш, се сеќаваме до сега обвинителството толку брзо да ја разработи, односно да имаме предистрага, веќе е истрага и мораше да биде така, не смееше да биде поинаку. Како гледате на досегашниот тек на истрагата, имајќи предвид дека имавме доста критики, и реално довербата во судството беше помалку од 2%. Зборуваме за судско-обвинителскиот систем. Питекнува... Дали и кај нив е ова веќе последна шанса да се покаже дека можеме да имаме брза истрага, особено за вакви случаи кои што не потресува сите? Питекнува во одредени општини кога народ ќе почне да вика благодарам на градоначалникот што ни асфалтира улицата или што имаме вода. Такова испаѓа. Тоа му е работа. Значи, ние се доведовме во ситуација тоа за што сме платени, што ни е работа, одредена категорија на луѓе да не го работи. И сега одеднаш во одредена ситуација која е траорна, катастрофална, нема телевизија за лошо. Јас се сеќам на време кога не имаше, кога бевме четврти во Европа во кошарка. Јас се сеќам кога не имаше на медиуми за нешто добро. Јас за човечка трагедија срце ме боли што нема на вести. Значи, нас нема на вести на Reuters, на CNN, сегде, заради лошо, ради негативно. Сега, во тоа лошо, ние дознаваме дека има категорија на луѓе што почнале да работат за тоа што земаат плата. Тоа е трагедијата кај нас. Така да јас во дадената ситуација обвинителството на памет не ми паѓа да го фалам, него едноставно добро е што почна да се ја вршат работата така како што треба да се врши работата. Значи, одговорно, темелно, длабински, да не спијат, затоа што во останатокот дел од времето јас имам впечаток дека се во прилично лагодна позиција. Властите како се менува, им ги качуваа платите, им ги качуваа бенефициите, им го зголемува буџетот. Нека имаат бенефиции, нека имаат плати, затоа што ако работат ваква одговорна работа, веќе имаат. Се согласувам, меѓутоа да си ја завршат работата, затоа што народот е луд, гневен, бидејќи во претходните случаи, да не ги заборавиме, модуларна болница, Ласкраси, значи имавме ние низа... Ама во модуларна болница, они го обвинија директорот, раководител, што врскан, нит ги избрал тие контейнерите, нит ги поставил, нит ги подпишал. Што има влијание доктор специјалист за не знам шо, за поставување на времени објекти, какви сендвич зидови имало? Што се разбира тој? Идеме китно, било, што се разбира?
Стручен човек треба стручно подпиши. Струката треба да одговара за нешто. Тоа знаете како? Ко вас, примереве, како уредник, водител, новинар, да ве обвини директорот ваш, камерата дека не работела. Шо имате вие со камерата? Вие може да направите утка во текот нели на изборот на гостин, во прашањата, во емисијата. Камерманот си ја води камера, режијат, значи секој професионалист треба да си ја води својата работа. Ние имаме проблем што ние ги исклучивме или изгубивме во државата контролните механизми. Па најголем скандал со автопативе, знаете што беше? Не беше толку промената на закон и изборот на американско-турскиот конзорциум за изградба. Скандалот најголем беше што надзор, контрола на цел тој автопат за износ од, не знам, може 30 милиона евра, го зеде фирма што претходно произведувала гајки. Тоа беше проблемот. Тоа беше најголемиот проблем. Оти надзорот е тој што ја контролира градбата. Надзорот е тој што вели ова чини, ова не чини. Памтите во одредени градби што се градеа, па доаѓа луѓе чука вака онака изград. Па надзор има. Не може премиерот или... А ако надзорот се согласил да слуша одреден политичар и да го крши законот, тогаш и првиот, и вториот, и третиот треба да одговараат. Вие гласате, значи, еве пак ќе ви кажам како човек што во одреден дел од животот е учел и градежништво, да знаете, надзорот, што мислите, зошто се плаќа? Зошто му се дава мање више, еве се гради, не знам, објект на филхармонија, кошта 40 милиона, еве да кажеме, и надзорот зема 2 или 3 милиона, што се пари сериозни, 8, 7, 10% од износот. Зошто се плаќа тие? Тие се тие што викаат на времето бинго кој се играше, супер бинго контрола. Значи, оние прават контролата. Тие подпишуваат и тие гарантираат. И ако нема, ако овде пишува дека ова плексиглас, а вие се ставиле хартија, надзорот одговара. Пошто надзорот подпишал дека ова плексигласа е хартија. Ние имаме проблем со контролните механизми. Нели избори кога има? Кога оповикуваме на избор? Така? Гласачкиот одбор, така? Гласачкиот одбор е тој што нели ги брои гласовите и подпишува записник. Не може да е крив новинарот или не може да е крив тој од партијата. Тој што превзел одговорност, да подпиши, тој сноси одговорност. Како ги гледате изјавите, бидејќи на неколку јавни настапи, пресконференции и министерот Панче Тошковски беше прашан, и премиерот беше прашан, и министерот Тараварич беше прашан за тоа дали ќе има селективност, и он сите одговорија дека ќе, односно Таравари немаше ништо да го прашаат, бидејќи тој си го работи делот во врска со начинот на кој што се справија со санирање на последиците од тоа, односно пружење на здравствена заштита, меѓутоа до Панче Тошковски го коментираме и тоа. Меѓутоа министерот Панче Тошковски, премиерот и портпаролката беа прашани дали ќе биде селективна одговорноста, на кој што од она што можевме да слушаме, кажа дека нема селективност и дека буквално чинам дека рекоа и дека и брат да ми е ќе одговара. Мора да е така. Ќе видиме ли такво нешто на вистина неселективност, бидејќи ако некој се погреши, односно направи лоша одлука која што довела до ваква трагедија, мора да одговара. Дојден ли е, чукнат ли е часот каде што веќе нема назад, односно конечно ќе видиме дека оној што погрешил ќе застане пред да одговара за своите чинење или нечинење? Пред 10 месеци имаше избори. Кампањата започна пред 11,5 месеци. Дел од реториката и кампањата беше токму тоа. Дека ќе се стави рез, дека ќе се воведе ред и дека секој ќе одговара. И дека нема преговарање околу тие работи. Јас морам малку критичен да бидам и да кажам дека малку споро се почна. Сега има некои работи што сите ние може и не ги знаеме. Како одела транзицијата на власт, како оделе меѓуресорските преговори, како оделе, да кажеме, обструкциите и комуникацијата со меѓународната заедница. Тоа е нешто што директно можат да говорат највисоките личности во државата, премиерот, вице-премиерот, некои од министрите или членовите од највисоките тела на севкупната влада, а и представници на најголемата владеачка партија ВМРО-ДПМН. Претпоставам тие знаат многу работи што можеби ние останатите не ги знаеме, како се одвивале, но де факто ВМРО-ДПМН е еден од постулатите на тоа кога ја креираше владава, беше дека ќе се справи со се ова и дека ќе има ред во државата. Борба против корупцијата и беше едно така. Ова е во суштина и
канцерот на општеството, ако може така да гледаме, кој што е метастазиран до секој една порак во секојдневната функција. Ама ние канцерот го имаме по разни основи. Вие овде во општество, знаете како, одреден ресор се однесува така во зависност од тоа кој го води. Или кога јас на една поблиска моја личност и објаснував системски што значи да изградите систем да изградите значи дека денес министерот или директорот воопшто да не се појави, или доди 10 дена на патување, или доди на студентски престој 2 месеци да го нема, дека тоа во работењето да не се примети. Значи, сите да доаѓаат на време, сите да си одат на време, се да се отвори на време, случаите тековно да одат. Да нема никаков застој. Заменик потписникот, ја не знам дали знаете, дури пример во помалите институции, има нешто што се вика заменик потписник и тој потписник нели го одобрува тоа со одобрение на директорот, ако е од страна болен или не е во состојба да направи, тој заменик потписникот со нели одобрение на директорот тоа го прави. Ние го немаме тоа. Кај нас во еден куп институции, ако дозна дека директорот 3 или 5 дена ги нема, тоа внатре системски анархија. Тоа е така затоа што луѓето кои им се дадени да ги водат тие институции не направиле да има систем или работен однос или работни правила. Дури одам до крајност на физичкиот изглед. Ви имате ситуации во институција, јас што знам од прва рака, предвидено е на вработен да му се даде одредена ХТЗ или униформа или опрема, нема. Вие ке полицијата го имате тоа, си носат патики, кондурчиња. Значи, се жалеше еден, гледам на телевизија, на еден од YouTube каналите, се жалел дека го терале и го казнувале затоа што не носел капа, а бил полицаец во униформа. Ама тебе тоа ти опис и попис на визуелен изглед и мораш да не е тоа желба. Ме разбирате, не може еднаш да дојдеш со пиштол, еднаш со пендрек, еднаш без двете пошто си ги заборел. Нормално е да ги да казна. Значи ние заборавивме тие стандарди, етички, кодови, изгледот наш, севкупен. Тоа е олицетворение на државата. И не треба дојдете во Лондон или во Париз да видите стандарди. Абе, Косово не избега за некои критериуми. Мене ми е смешно да кажам, ајде Србија, Бугарија, Хрватска, нели имаат поголемо минато и поголемо државност и систем. Косово не престигна за некој работа, што мене ми е срам, затоа што беа хаос во некој. Тие воведоа ред, ние не воведовме ред. И ние уште се занимаваме. Дали бил македонец, дали бил албанец, дали од вашите, дали од нашите. Дали неговите биле на власт, биле опозиција. Дали бил човек на директорот и не. Гајле ми е. Или почитуваш ред, или не почитуваш ред. Чао. Сега, кога сме на оваа тема, кога зборуваме за одговорност, за системот, за примерите кои што ги даваат носителите на функции, бидејќи обичниот народ може да се каже дека ако гледа дека носители на високи државни функции, гајли им е за тоа дали ги почитуваат законите, дали го спроведуваат законот, дали работат по словото на законот. Секакви скандали изнаслушавме, изнагледавме, да рече па зошто ете и јас да не. Така е. Многу ме води сега на друго нешто, а тоа е, и тоа не треба да биде така. Ќе се согласиме дека не треба да биде така, бидејќи системот се менува од поединецот. Значи јас ке... Или што би рекол Зоран Заев, рибата смрди од опашката. Ама погрешно му ја кажал, рибата смрди од главата. Она што го сметав е дека навистина мора и сите ние да се потрудиме да го смениме системот. Да почнеме од себе. Да почнеме од себе и конечно да гледаме поправилни примери, односно да не ни бидат идоли оние кои што го кршат законот, да не се тие оние идоли и на нас возрастните, бидејќи и на малите деца, оние кои што ќе се покаже како подоминантен, тој ќе им биде идол, без разлика дали ќе натепа некое дете или за жал тој системот на вредности кој што го наследиле. Туку треба да ја направиме таа промена и да речеме до тука е, веќе понатаму не може. Меѓутоа, од она што го бара како и очигледно е веќе и одлучено, навистина уште ги немаме имињата, јас проверувам, кој има добиено 30-дневен притвор во истрагата. Меѓутоа, од обвинителството бараше и 30 дена притвор за поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. И вчера, кој што беше вториот, ако може така да кажеме, најтежок ден после 16 март, кога уште еднаш мислам дека срцето на сите нас ни се распара, вчера беа погребите. Вчера на Facebook се јавил гранокот на Дуј од Кичево, пишувајќи, цитирам,
молчиме затоа што чувствуваме болката на семејствата на загинатите во Кочани, молчиме затоа што очекуваме институциите да си ја вршат работата. Добро. Но немојте да мислите дека нашиот мок е слабост и ќе ви дозволиме да се скриете зад невините. Затоа делувајте правилно и брзо, дури и трпението има граници. Ова го споделија голем број на поддржувачи на ДУИ, па и сопругата на поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи. Крешник Бектеш. Жената на Бујар Османи го... на Бујар? Да, насочена беше пораката за министерот Крешник Бектеши, за кој што обвинителството бара 30-дневен притвор, се е во дел на истрагата за она трагедија која што се случи во Кочани. До кога, еве да речеме, не знаеме како ќе се одвива судскиот процес, ако се докаже дека е имал одредено влијание со чинење или нечинење, примале подкуп, тоа треба да го видиме што ќе донесе истрагата, меѓутоа до кога ДУИ ќе мислат дека ќе може да игра на картата националност и никој да не одговара. Додека успеат тоа да го продадат во системот. Заштитните механизми по државата, јас пак ќе кажам, ќе се повторам тоа што го кажав и на други настапи и на почетокот на емисијата. Ние закони за се имаме. И се знае одредени изјави до каде може да одат. Има законска одредба, повикување на расна, верска, етничка нетрпеливост. Има говор на омраза. Има законски регулативи, се знае изјавите на условно речено закани или силење или покажување некаква храброст или било што, се знае до каде може да одат. На крајот на криштата, нели, тешки правници имаме. 20 и нешто правни факултета, стотици доктори на науки правници. Ке си ги ангажира државата од тие што се во институциите, на крајот на криштата има министер за правда, на крајот на криштата има обвинителство и ке се види и одредени изјави до каде одат. Вие не можете во една нормална држава без огледалие на социјални мрежи или на пресконференција да кажувате било што. Зборот е некојаш потежок од мачот. Има одговорност. Ако покажувате став, секоја чест. Став треба секој да има. Различно мислење секој треба. Почнете ли да се заканувате? Почнете ли да повикувате на сценарија? Почнете или да правите или продуцирате немир и нестабилност? Луѓе мои, ќе си одговарате. И треба, и нема тука, ние влегуваме во една битка на плашење, па на закани, нема потреба. Јас пак ќе кажам, најдобар дел од правниците си ја знаат работата. Прашање дали има политичка волја, тоа што го знаат, да го применат. Да, има политичка волја. Премиерот кажа, вице-премиерот кажа, членовите на владата кажа, нека се примени истото. Значи, кој отиди повеќе од таму кај што треба, на крајот на криштата ви текнува оние протестите и немирите што беа пред некој месец. Министерот за внатрешни буквално ги пушти одредени ликови да прават глупости, да провоцираат народ, да покажуваат сила на улица, си прекјуте, до крајот на вечерта беа приведени, уапсени, си попија кривични пријави и тоа е тоа. Сега, прашање следниот чекор на обвинителство и на судство сето тоа да го процесуира. Не можеме ние во една држава, не можеме ние во држава да тераме улична демократија. Тоа не е обележена држава. Значи, не смееме да дозволиме. Не сум согласно за тоа кој што во некои држави, нели оние големите демократи што нас не фалат и не караат како треба, па вие сите гледате, барем вие сте искусен новинар, гледате Германија, Грција, Италија, Англија, што се случува. Протестираш, псуеш, навредуваш, се прекјутува. Кренеш рака на полициски сили или пробаш да нападнеш објект на државен орган. Да, нема тука компромис. Прекрша човече со водени топови со солза. Кај нас тоа да се случи скандал ќе биде. Има почит кон државата, кон системот. Тука настанува целата така, ако институциите се државата. Ама вие имате моркови стап. Значи, нешто не ви се допаѓа вас во државата. Пример, не ви се допаѓа знамето. Не ви се допаѓа химната. Не ви се допаѓа, било што не ви се допаѓа. Тоа е јазикот не ви се допаѓа. Тоа е ваш личен проблем. Вие имате проблем и својот проблем сами лечете си го. Но ако почнете да го импутирате на цела држава, ако почнете да труете, да контаминирате, вие ќе имате, вие лично проблем ќе имате, но тогаш ќе имате проблем со државата.
вие знаете ли дека во една Америка, што ние ја сметаме нели лулка за демократијата, во 70-тите години поготово, значи сега се враќам епте назад да видиме од каде тоа почнува. Кога имало протести големи против виетнамската војна, не знам, 68, 69, 72, цел тој период. Да. Абе луѓе скапувале по 15-20 години затвор за палење знаме. Знаме на сопствена држава. Дошла некоја хипик, запалила знаме. 15-20 години затвор. Нема зезање со некои работи. Со символите, со системот, со државата. Државата мора да... И кај нас, нели етикета, диктатура, владе... Значи цел свет е... Америка, Франција е диктатура, Британија е диктатура. Па ние нели сакаме на запад да одим. Да, кога сме веќе кај ова, повторно се спомнува некоја како да кажам, некои одредени зборови, пораки кои што сме ги слушале претходно, односно повторно некако некој го протнува зборот режим, иако актуелната власт е само 11 месеци, 9 Добро. до 11 месеци. Сега, во оваа насока, слушнавме дека Апасиев бара оставка од Тошковски. Добро. Дури ни СДСМ не побара, односно председател на СДСМ не побара оставка на Тошковски, а пушти ја подпредседателката на пресконференција Чупевска да каже дека треба да има одговорности од Тошковски. Тажен беше нас. Јас во моментот Чупевска кој настапуваше, во истиот момент бев во студио, тогаш ме праша што мислам, вака се собра, века те е жива и здрава. Мислам Сакам да кажам дека дури ни СДСМ не се оди осмели со таа реторика, Да. бидејќи гледаме дека има одредена активност и на Министерството за внатрешни работи, на обвинителството работат, имаме брза Интервенција, постапка за сега. Значи дури ни СДСМ не се осмели или не се обиде на ваков начин да нападне она што го гледа дека можеби се случува, а го гледаме сите. Меѓутоа, еве, например, Апасиев побара и во оваа насока за понеделник ни се најавени протести. Од кого? Кој следен е најавува Што е протест тоа кој е Собир, следен? иницијатива која што најавува Иницијатива? Да, која што интересно. најавува Собир, него викаат протест Собир, кој што го имаше на чинам неколку дена по трагичната несреќа, каде што неколку минути на плоштадот молчи одава таков Да, почит супер до настан, браво. 12:59 минути, меѓутоа и во Тетово е најавен на протест пред судството, пред судска ке ми извините Зградата сега, на обвинителството. Зградата, да, на обвинителството. Меѓутоа, уште нешто се повторува, односно веќе гледаме дека студентите се организираат во така наречен пленум. Интересно. И сето тоа е Што е пленум? место каде што сега да не го ваѓам и да го цитирам, да не Не, знаете зошто? Затоа што јас бев, само ви кажам, јас кога бев студент, бев член на ССУКМ, после СПУКМ, Сојуз на студенти и после студентски парламент. Сега има студентско собрание, сега се организираат во студентско собрание. Знам, во моје време се сменија промените, така да баш знам и затоа се интересирам да видам што е Има тоа. студентско собрание на сите од факултетите кои што заедно функционираат и носат одредени активности и одлуки. Прв се истакна студентското собрание на филозофскиот факултет кој што изгласа недоверба на останатите, иако останатите, односно правниот факултет, студентското собрание при правниот факултет вели дека нема таква ингеренција да изгласува недоверба и сега гледаме дека повторно се организираат пленумски. И секаде во светот ќе речеме иднината е во студентите, таму треба да гледаме, меѓутоа се чини И најподложен за манипулација. ќе го прокоментираме тоа, меѓутоа сакам секој еден од нас сака да види јака студентска младина која што ќе покрене одредени промени, меѓутоа ова се случува малку ако ги анализирам сите пораки кои што претходно ги кажав, оставки, повторно се спомнува режим, како да сме го слушнале тоа, не сакам да преюдицирам ништо. Сакам да верувам во студентите и во иднината која што ја носат, меѓутоа како гледате на сите овие пораки кои што ги слушаме, особено денеска и претходните неколку денови во насока на ваквите. Евак, пред вас стои студентски активист кој бил длабоко внатре влезен во системот. Никој не го форсирал, никој не го промовирал, се борел, стигнал до таму, не стигнал до највисокиот врв, но бил внатре во системот. И знаеш што работел. Од денешна гледна точка, јас сум особено горд, кога ќе отидете во бифето на Природно-математички факултет, затоа што Институтот за етнологија и антропологија, каде што имам завршено, иако е општествена наука, физички се наоѓа на ПМФ, историска конотација, кој знае, ќе знае дека е ради географија таму, не е битно. Јас сум горд што ден денес, не сум бил одамна, заедно со тогашниот председател со кој јас работев заедно, јас бев заменик,
и бев дел од тој тим, има една витрина каде што 90% од трофеите се во наше време. И знам како се изорганизиравме, знам како не се делевме, и не интересираше кој чиве. Апсолутно, бидејќи сега гледаме делење, зошто? Еве, ќе стигнам до поентата. Не се делевме кој чиве, дали е скопјанец, дали од внатрешноста, дали е од град, дали е од село. Кога правиме спортски екипи, имаше нешто што се вика try-out, проба, имаше конкурс за спортисти. Еве само ќе ви кажам пример, јас сосема случајно ние најдовме на факултет во неколку спорта 10 професионални спортисти кои не доаѓаат на факултет, а се студенти на факултетот и не се професионалци, и ние преку огласот, преку конкурсот го кренавме нивото на спортисти, затоа што на секој чекор имаше објавен оглас. Обично на факултетите тоа е прекјутно, не се знае. Ки даеш на Анастасија задолжение, најди 10 луѓе за ракомет, она ќе ги најди и они си играат. Ние пошто имавме голем факултет, најдовме еден куп луѓе. Ги најдовме, направивме резултати. Исто беше во студентското радио кој се формира, тоа беше универзитетско радио на УКИМ, нели, кој јас во два различни ректора, значи во времето на Мартиновски, во времето на Велимир Стојковски, јас бев еден од уредништвото на тоа радио, патем многу краток период, околу еден месец, беше и спомнатиот лидер на опозицијската партија, нели, која бара оставка од министерот, и тој краток период имаше новинарски обиди, така, како правен студент тогаш. Јас во тој систем и таму баравме квалитет. Тоа беше, секогаш има некој што ќе подметне или ќе се труди да го истурка Алек, Анастасија, Петар, Трајко, Митко. Секогаш ќе проба. Поентата е дали личностите кои внатре се ставени ќе бараат квалитет и знаење. Ако вие ставите луѓе што немаат таков стандард, такви критериуми, таква желба, нема да имат. Јас, сакам да верувам, студентите се организираат и ќе се согласиме дека нормален е поривот на секој студент да бара подобро. И студентите, не секој млад човек, нормален е тој порив, сите сме биле студенти, сите сме сакале да направиме одредена промена, да биде општеството подобро. Добро. Зошто да гледаме поделби? Ајде да ги чуеме кои се барања. Зошто да бараат, сега да не ги... Зошто да се случуваат вакви поделби? Па еве, јас гледам некои интересни луѓе што... Бидејќи, ако нешто сакаме да видиме, ќе се согласиме да видиме обединета младина. Така? Сакам младина со став, не мора да биде обединета, сакам да има став, ама да има свој став, не наметна став. И не да биде тој став деструктивен. Јас не верувам во анархизам. Јас верувам во конструктивно размислување, во предлози. Јас се сеќам пред 20 години, кога бев млад и полетен дечко, дојдов пред еден министер и почнав, средба со граѓани беше, јас почнав да објаснувам што треба да се направи. И дотичната особа ми рече, направи проект, конкурирајќи би поддржан. Ние финансираме, не го правиме, така и овде. Дајте, изнедрете барања, ма конкретни. Значи, во животот не мора се да е фиктивно или од прилика. Мора да е конкретно. Пример, тебе ти тебраат чевли, ајде да одиме во продавница да видиме колку пари треба и да се купат. А не сакам мир во светот. Мир во светот не е барање, мир во светот е желба. Значи, јас секогаш ќе поддржам собирање, поддршка се. Мене единствено под наводници ме плаши доколку некој има тенденција некого да злоупотреби или стави во лош контекст и предизвика проблеми севкупни и за државата и за општеството. А од друга страна, сметам дека Министерството за внатрешни работи, барем сега во моментот, има на неговото чело и во раководството околу него луѓе кои си ја знаат работата и ќе знаат како да постапат. Но сметам дека сите оние што поттикнуваат немири, поттикнуваат насилство, поттикнуваат улична демократија, дека треба да бидат според закон кој го имаме, да бидат санкционирани и да одговараат. Значи, доста е попуштај, нема потреба за примена на сила, нема потреба за делба, едноставно. Денес сме 21 век и технологијата е напредната, ингеренциите и законот се знае, но јас сметам дека ние уште живееме во она време каде што некој ќе направи глупост без оглед дали е насилство, дали е криминал, дали е проблем, свесно ќе го направи, повеќе од очигледно, и после луѓето се вадат. Има проблем со здравието, фамилиарен човек е, има деца, го боли главата, има проблем со бубрезите. Луѓе, треба да бидете свесни дека за твоите недела
за своите глупости кои ги правите. Прво, од кој ќе ги направите, дури да искажете жалење, ако има кривично дело, вие ќе одговарате. Се додека така како општество не профункционираме и додека реално нели што викат правдата не стани слепа, значи нема по бабу и по стричевима, него треба строго by the book, до тогаш нема да имаме држава. Ние одиме на карта дека ќе направиме глупост и дека некако мистериозно нешто ќе ни се прости. Јас во животот сум бил многу внимателен за тоа и што зборам и што кажувам, некогаш сум имал и дрска и безобразна реторика, некогаш, но секогаш сум внимавал и сум бирал зборови. Сум бирал зборови за да никогаш не поттикнам насилство, не поттикнам делба, не направам раздор, но барам закон и ред. Доколку немаме закон и ред, немаме држава. Тоа е тоа. Да. Доколку немаме закон и ред, немаме држава, но што после 7 дена, жалост? Ете сега, како да кажам, сите сме Емотивни што. Да. И ќе бидеме, верувам, уште долго временски период. Ова е колективна травма која што ќе си ја носиме и која што навистина искрено не знам како ќе се опоравиме, но мораме некако да најдеме сили, да смогнеме да ја донесеме државата во ред, но што после 7 дена, жалост? Видовме дека локали немаат, односно дека точната бројка на колку локали денеска мислам дека ја даде на пресконференција Марија Митевска вели констатирање дека 13 гостителски објекти не исполнуваат минимум технички услови од 82 контроли кои што се направени. Ова го вели Државниот пазарен инспекторат кој што работи со сите сили, според она што е кажано, со надчовечки напори да може да ги изврши тие контроли. Но што откако ќе поминат овие 7 дена, жалост и откако... Нема запирање. Нема запирање, мене ме плаши само една работа. Министерствата и општините мора да направат и една, беше популарен изминативе неколку години како збор, катарза, нели? Прочистување, затоа што џабе актуелни министри, затоа што министрите се неретко и времена категорија. Некој министер 6 месеци, некој 1 година, некој 2 години, некој може да биде и 8-10 години, што е реткост, нели исклучок. Мора да се воведе критериум и систем на селекција на луѓе и второ, внатрешна отчетност на одговорните лица за се и се што. Јас пак ќе кажам, не треба да одиме длабински. Во секоја институција, во секој ресор, во секој колективен договор има заштитни механизми и checks and balances. Во смисла, Анастасија работи нешто, таа треба да има месечна одговорност, месечен извештај, отчет. Па вие гледате во агенција на што беше нели за фонд за иновации, не знам што. Зима пари, не го завршува проектот и не дава отчет. И си ги врати парите. Така е, еве во сфера на култура, значи не може, ајде, ќе биде. Не, нема да биде. Ти мораш да кажеш, денеска, секоја година се менуваат работите, но ние научивме да прекјутуваме. Нема прекјутување. Дадени ти се пари за да испечатиш нешто, сакам да го видам испечатеното. Сакам потврда. Ние сме научени системски внатре за многу работи да штанцаме или да фингираме. Заради тоа ни се случи ова со дискотеката. Објект граден за една потреба, пренаменет во второ, станал трето. Требало да стави звучна изолација таква и таква, сунгер ставил. Имаш материјали кои се незапаливи. Треба да имаш 3 влеза, имаш 1 влез. Треба варата да имаш 3 метра, тебе ти е варата 1,20 м. Кој подпишал за тоа? И после, видите, се случува, пример, да нешто Трајче го подпишал пред 10 години, сега плаче. Ама тој го имал правилникот? Зошто подпаднал под влијание? Тој ако малку имал кој да е Трајче или Петко, ако малку имал образ, тој знае во правилникот што му пишува? Во правилникот точно. Мора да има влез таков и таков. Зошто дозволил таков? И има две опции. Или е нестручен и некомпетентен и лековерен, и тоа покажува дека не треба да е на тоа место, или примил рушветче. Значи, кој е третото? Третото му вршил некој притисок. Што не пријавил? Што не си дал отказ? Или еве сега нека кажи кој му извршил притисок. Тие се трите опции, нема друга опција. Значи, или бил подкупен, или некој му се заканувал, му вршил притисок, го мобирал, треба да го посочи кој е,
Или трето е неспособен. Ако е неспособен, не треба да биде на одговорно место. Ние ги сакаме од системот и од државата само бенефициите, одговорноста не ја сакаме. Сакаме плата да имаме 2-3 просечни плати, а одговорноста? Ти си платен толку ради одговорноста. Не затоа што си убав, не затоа што диплом од негде си стекнал. Ти имаш одговорност. А ако не кеш, оди на пазар на труд, па ќе видиш колку ќе вредиш. Може ќе работиш за минималец. Значи, ние тоа правиме, се тепаме, се бориме да влезиме негде, да се инсталираме во системот, да ни збориме за дел од народот. Да се инсталираме во системот, газиме преку лешеви, местиме луѓе, ровариме, тоа веќе ни стана како карактеристика, влегуваме на одредено место, го зафаќаме и толку. И кога ќе го зафати некој местото, еве ги спомнаме прејаскеви професори, доктори, има некои што се амбициозни, тие што се амбициозни ќе излезат во странство, ќе отидат на запад, ќе успеат во институцијата. Па што ви се случува во здравството? Клиник имате 20 специјалисти, сите барат еден или два. А другите што прават? Да, ние ги искоментиравме брзата реакција, бидејќи сме сами од крај на здравствениот систем, бидејќи доаѓаат пофалби и од колегите кои што се дојдени, нивните колеги кои што доаѓаат од надвор. Имаме ние добри доктори, во основа. И јас така знам и така верувам, и тоа е моето лично искуство кое што сум го имала во здравствениот систем. Ама плевелот не го изчистивме. Има 10-20%. Што не ги изчистат? Нели солидарност внатре, јас себе деновиве имам пријатели доктори медицинари, на Facebook прилично активно викаат луѓе, доста филозофирање, имиња, доста филозофирање. Знаеме кој бара мито, кој се прави луд, кој е несериозен, неодговорен, кој не доаѓа, кој наплаќа. Кажете ги со имиња, дај да ги процесураме и готово, да излезат од системот. Затоа што тие трујат цела слика. И не правиме муавет кај дел од нив за стручност и компетентност. Бориме за расипаност, карактерна расипаност. За користољубие, за сребролюбие, за непрофесионалност. Видите, во основа, размислете, сите професии имаат одговорност. И здравството обично, кога некој ќе сгреши, за мене многу поголема одговорност, дај дека има архитектура и градежништво. Пошто таму еден објект, ако падне еден не гине. Еве како во Нови Сад. 10-20, рачуните брана ако се случи. Да, слушнавме дека на терен ќе биде секи се проверува, така да кажа премиерот, на стрешници, мостови, секи се провери бидејќи алармот е вклучен и нема враќање. Еве еден мостов дека на 300 метра од ке вас. Што со години се алармира. Никој не реагира. Еве го вдека. Над Важњакот, знаете за кој зборам, Стојан Чангелов на него 10 пати дојде. Направен ли е? Да, ќе треба многу да се работи и очекуваме сите и резултати и одговорност. Ке мора да има, нема веќе вака. Да, нема веќе враќање назад, ако тоа можеме веќе да го заклучиме. Благодарност многу за вечерашното гостување. Се надевам во следна прилика ќе зборуваме за други теми. Господ нека ни ја напоможе. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија за или против, од оно што останува како најнова информација од Кочани, каде што е колешката Адријана, е дека 21 барање за притвор е прифатено, се одлучува за уште 3. Останете на телевизија Алфа за останатите информации во информативното, во вестите кои што не следуваат за некаде од прилика 1 час. Јас ве поздравувам и ви посакувам да се чувате.